Кој е следен, секој еден може да е следен, ниту една повеќе. Недостасува уште тупаница за да добиеме блед обид за нова шарена револуција. Веќе видени пароли од минатото секогаш кога актуелната опозиција не е на власт, за да организираните протести секогаш стојат невладини и други организации, самопрогласени активисти кои важат за блиски до СДСМ и Сорос и се обидуваат секоја можна трагедија или несреќен случај во државата да го претворат во средство за прокнижување политички поени на чувствата на граѓаните. Новинарот Драган Павлович Латас за Алфа вели дека се ова што го гледаме во јавноста не води на дилема дали пред се кај социјалдемократите постои посебен сектор кој се занимава само со политизирање на несреќни човечки судбини. Има печаток дека СДСМ просто има луѓе задолжено во својата партија кои читаат црна хроника, кога ќе се случи некоја несреќа да ја припишат дека таа има политичка заднина. Дури и трагедијата, тоа е семена трагедија во Велес, која се случи со девојчето кој беше убиено од еден манијак, убиен и нејзиниот татко за кој претпоставувам дека се обидел да ја штити од неговиот прогон, следење и така натаму, е припишано како политички случај. Организирани протести доаѓаат иако во сите случаи институциите активно работеа и работат на решавање на случаите. Според Латас проблемот доаѓа од страна на обвинителството. Вели таму уште постојат инсталации од структури блиски до претходната власт предводена од СДСМ и ДУИ. Обвинителството е одметнато од системот. Обвинителството е под лична контрола на луѓе од СДСМ и ДУИ. Дури не може да се каже ни дека е комплетно партиска, зашто не е заштитен секој член на СДСМ, туку се заштитени мафијашите кои ги има 10 на 20 и работат за нив. И во обвинителството, и во судството. Вие во обвинителството имате луѓе кои се уште со нерешена кривична пријава за 1.000.000 евра, кои ги добиле бесправно од државата. Тие се уште се појавуваат пред судовите. На слични пароли организирани протести од така наречени невладини и други организации кои важат за блиски до опозицијската СДСМ, бевме сведоци во периодот од 2014 до 2016 година, кога социјалдемократите успеа да дојдат на власт, иако беа поразени на парламентарните избори.